Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Изминаа првите 82 дена од мандатот на градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска, а таа не реализираше ниту еден проект. Нивелирање на една шахта и поставување на мобилни тоалети е досегашниот учинок на Арсовска. Но затоа, Арсовска во овие 82 дена ги искористи да ја партизира градската администрација во вработување на 109 партиски кадри, а на директорските позиции во јавните установи и предпријатија постави докажани партиски функционери од ВМРО ДПМН. Еден од нив е и Златко Перински, сегашен директор на водовод и канализација, кој претходно беше шеф на кабинетот на Христијан Мицковски. Арсовска не само што не воведе бесплатен јавен превоз, туку воведе нов билет од 120 денари во ЈСП, а претходно го прекина проектот Бас Рапид Транзит, за кој беа обезбедени пари од Европската банка за обнова и развој. Додека скопјани мачаа со кризата за топлинска енергија, Арсовска се прогласи за ненадлежна и ги игнорираше проблемите на граѓаните. Партизацијата на градот, прекинување на проекти и иземање од одговорност за овие надлежности е се што Арсовска направи во овие неполни 3 месеци од мандатот. Исто како и другите градоначалници од ВМРО ДПМН, и Арсовска работи на штета на интересите на градот и граѓаните. По првите 82 дена од мандатот, секому му е јасно дека Арсовска е најнеуспешниот градоначалник на град Скопје. Ви благодарам.